Здраво на сите и добре дојдовте на второто видео од серијалот Програмирам во Python. На ова видео ќе се потсетиме како да пуштиме околина за работа со Python, ќе се потсетиме како се пишуваше текст на екран и ќе научиме што се тоа променливи. Да почнеме со околината. Минатиот пат спомнавме дека има многу различни околини за работа со Python, а ние ќе ја користиме апликацијата Python Trinket. Потоа, еден краток потсетник. Пишување текст на екран се правеше со командата print. За да напишеме некој текст, на почетокот и крајот текстот мора да има наводници. На овој начин Python прави разлика меѓу текст и броеви. Броеви може да печатиме со print и без наводници. На тој начин може да правиме аритметички операции. Но ако сакаме да имаме и текст и аритметички операции, тогаш бројките и текстовите мора да се одделени со запирки. Супер! Со ова знаење може да напишеме некои многу основни програми. Например, може да напишеме програма која ќе пресметува вкупната цена на нарачка во пицерија. Да речеме дека имаме некој ваков ценовник. Со досегашното знаење би требало да можеме да напишеме програма што ќе пресмета цена на некоја комбинација од овие пици. Доколку сакате, паузирајте го видеото и убедете се да ја напишете програмата. Океј, решението би изгледало нешто вака. Не е сложено, само принтаме текст и едноставна аритметичка операција. Меѓутоа, Python е повеќе од обичен калкулатор и има начин да го направиме овој процес полесен. Може да користиме нов концепт променливи. Променливи во програмирање се начин да се зачува некоја вредност која после може да се искористи повеќе пати. Во Python променливи се пишуваат многу едноставно. Например, Маргарита долна црта мала е еднакво на 150. Ова ќе го зачува бројот 150 под името Маргарита долна црта мала и понатаму во кодот каде да го сретнеме ова име, на негово место ќе се замени зачуваната вредност 150. Сега, менуто го чуваме во облик на неколку променливи. На крај, може да испечатиме цената на следен начин. Имајте на предвид дека, слично како и со обични бројки, променливите се одделени од текстот со запирки. На овој начин, програмата е попрегледна и, доколку сакаме да направиме промена, може само да ги замениме имињата на пиците. Паузирајте го видеото и пробајте да ги замените променливите и да пресметате која е цената на следните нарачки. Следно, може да се обидеме да напишеме своји променливи. Може, например, да додадеме цени за мала, голема и фамилиарна кватроформаџи и пица. Кога пишуваме променливи, има неколку правила. Имињата на променливите може да содржат само букви, бројки и долни црти. И, иако имињата може да содржат бројки, тие не смеат да започнуваат со бројки. Тогаш,
Со овие правила и со претходниот пример, може да го паузирате видеото и да се обидете да додадете нови променливи со цена за кватроформаџи. Океј, решението би изгледало вака. Имињата на променливите може да се малку различни, единствено е важно да се пратат правилата за именување на променливи. За крај, може да направиме едно кратко резиме и да поставиме една задача. Променливи се концепт кој постои во сите програмски јазици и се користат за чување вредности кои ќе се користат и во иднина. Променливи може да ги користиме во принт слично како и броеви, одделени со запирки. Променливите може да имаат различни видови вредности. Може да се броеви, текстови, листи и останати типови кои ќе ги сретнеме во наредните видеа. За тие кои сакаат да го испробаат она што го научиле, еве една задача. Да се напише програма која ќе чува име, презиме и оценки по македонски, математика, историја и биологија. Програмата ќе ги печати името и презимето, оценките и просекот. Просекот се пресметува со собирање на сите оценки и потоа делење со бројот на оценки, во овој случај 4. Паузирајте го видеото ако сакате да се обидете да напишете програмата сами. Со ова стигнавме на крајот на ова видео. Сега ќе го прикажеме решението на задачата и се гледаме во наредното видео.